Продолжуваме на тема спорт и тоа за манифестацијата која што се чини стана символ на градов. Ситно броиме до 6 октомври кога ќе го видиме и најновото издание на Скопскиот Визер маратон, на кој што и годинава имаме атлетичари и домашни и странски, колку на број ќе ни кажат нашите соговорнички, но секако ќе биде радост за градот. Од Гордана Кузмановска-Николовска ги дознаваме деталите за Скопски маратон. Со неја денес е и Ана Тодоровска, по професија графички дизајнер, автор на креативната приказ на сувенирите на Скопје, во која главниот град и сите негови убавини ги слика на сувенири кои се убав спомен за сите кои ги набавуваат. А исто така и креатор на идејното решение за дизајнот на медалите на Скопскиот маратон. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме. Се гледаме ние еднаш во годината од маратон во маратон, ама треба малку и почесто. Па да, се гледаме, може и 2-3 пати. Гледаме неколку, да. Не, добро, сакам да кажам да не биде само за маратони, вака да се гледаме почесто, да ја креваме свеста, бидејќи моабетот ми беше од година во година се повеќе и повеќе се гледа всушност напредокот кој што го правиме во однос на овој спорт и интересот на луѓето, што значи успева мисијата на маратон. Точно така, мисијата не може да биде успешна ако не е пренесена од вистински медиуми. Ви благодарам на македонската телевизија како генерален покровител на Визер Скопски маратон. И ова е 20-то издание, јубилејно издание оваа година на Скопскиот маратон, каде што имаме рекорден број на учесници оваа година. Имаме 13.500 учесници од преку 55-6 земји од целиот свет. Рекордот расте, прогресот расте. Мене ми е многу драго што многу голем број на фирми, компании почнуваат да се вклучуваат, да се грижат за своите вработени, да се зголемуваат тој број, но паралелно ме радува дека расте бројот на квалитетни маратонци, бројот на македонски маратонци кои што имаат феноменални времиња и веќе македонците како фела на долги дистанци, како атлетичари на долги дистанци во поширокиот регион се високо почитувани со високи резултати. Од првата година кога сме имале некои 200-300 надпреварувачи, па 2007 година 700 надпреварувачи, сега стигнавме до 13.500 надпреварувачи. Единствено ме загрижува што улиците ќе ни бидат тесни. Ке ги шириме булеварите за тоа е следни следно години. што ќе мора да. Идеја за градоначалниците, така. Гордана, оно за што сакам да проговориме. Секогаш кога доаѓате кај нас во Македонија наутро, зборуваме за атлетичарите, оние кои што секако се главните звезди на секое спортско случување, но исто така треба да бидеме свесни дека за организација на еден ваков спортски настан од вакви размери треба месеци и месеци планирање и организирање во сите сегменти, сите алки за сето тоа да помине непречено. Што значи да се организира еден спортски настан како Визер Скопскиот маратон? Прво е најважно да имате одлична екипа. Скопски маратон не го прават двајца-тројца луѓе. Екипата која што работи е изминативе 18 години иста. Никој не си заминал, доаѓале нови, затоа што сме се проширувале. И тоа е, мислам, клучниот фактор за да се направи добра организацијска поставеност. Секогаш имаме недостаток на луѓе, но на самиот ден ќе видат вклучени повеќе од 1200 луѓе кои што ќе работат за настанот. Исто така многу е важна поддршката од јавните предпријатија на град Скопје и градот Скопје. Поддршката од Министерството за внатрешни работи, Министерството за спорт, Европска унија, сите оние покровители кои што ќе придонесат да имаме една сигурност дека настанот ќе биде како што треба. Иако сме ние со сертификат на патека, сме рангирани на таа светска листа на улични трки на АИМС, не ни дава за право да се олабавиме и да кажеме добро, исто е како лани, па ќе продолжиме некако со тој трк. Секоја година има нови предизвици, нови ситуации, каде што мораме да адхок да ги решаваме за да не може да се примети дека нешто недостасува. Секоја година гледаме да се подобриме во делот на она што им недостасува на надпреварувачите, а секако ниту еден настан без спонзори нема да биде комплетен. Затоа што котизацијата не е доволна да ги покрие сите трошоци. Во Македонија котизациите се најниски во
во целиот свет, можам да кажам. Ана, идејното речение на медалите на спортската манифестација, која е и символ на главниот град, е ваш. Ке бидеме едни од ретките кои што први можеме да го погледнеме дизајнот, да објасниме медалата, предпоставам. Па така да, еднаш веќе зборувавме, имавме на таа тема тука баш во МТВ, нели, околу дизајнот на медалот. Може да го погледнеме во меѓувремена, ќе ни помогнете вие, а го имаме и на фотографија, па да го објасниме дизајнот. Да. Дизајнот, инспирацијата оваа година, како што кажа и Гордана, е 20-то издание, значи јубилејно за маратонот. И од тука некаде тргна приказната, значи тргнавме од тоа 20-ката да биде нели во најголем план, да дојде во гро план за да се истакне она дека е славеничко изданието, и јас кога размислував од каде да тргнам со објектите, одбрав да бидат објекти кои што се во центарот на Скопје, од каде што нели тргнуваат тркачите на Визер-Скопски маратон и тука некаде завршуваат со трчањето. Потоа одбрав да има 3 кругови, нели за да добие кружна форма медалот, 3 кругови од кои што 2 се розеви, што асоцираат на двата круга кои ги трчаат маратонците низ Скопје, и еден син круг што го прават полумаратонците низ Скопје, патеката нели таква. И потоа 20-ката е направена од линии кои што на некој начин ги исцртуваат маратонците, односно сите тркачи кои трчаат низ Скопје сите овие 20 години. Ке трчаш годинава, ке бидеш дел од маратонот, бидејќи те знаеме како учесник? Да, ке трчам, во полумаратонот секогаш учествувам и како рекреативен тркач. Колку учесници ќе подигнат стартни пакети оваа година? 4 и 5 чин нам се подигнуваат стартните пакети од спортскиот центар Јане Сандански, и што се треба да понесат со себе за да може да го подигнат истиот? 13.500 надпреварувачи во петок и сабота, значи 4 и 5 октомври, од 10 до 20 часот во спортски центар Јане Сандански во главниот влез. Треба да дојдат да си го подигнат стартниот пакет, а денес ќе добијат сите мејлови со QR кодови, каде што се потврдува нивното учество со кратки информации. Тој QR код се скенира, ќе се потпишат на таблет, ќе си го подигнат стартниот пакет. Во стартниот пакет покрај стартниот број безопасните, за да се прикачи бројчето мајца, оние кои што имаат до 29 август платено добиваат мајца. Ќе добијат и една налепница, бекдроп се вика таа, за оние кои што сакаат да го стават ранчето во шаторот во Жена парк, да полесно се заврши цела таа работа, да нема чекање. Во сабота во Јане Сандански ќе имаме и паста парти. Тоа е многу интересен детал што сакам да го кажам, затоа што со средно училиште Лазар Танев ќе се подготви паста. Тоа е традиционално, маратонците јадат тестенини пред трката и тоа е начин да се дружат, и парите секако ќе бидат хуманитарно наменети за истото училиште. Хубаво ни почна денов со ајвар на почетокот од емисијата, сега вие паста. А може ли да дојдат и да бидат дел од случување во оние кои што не учествуваат? Секако. Паста парти? На паста парти може да дојдат, да се купуваат купони, парите одат хуманитарно, реков. Сите може да излезат, долж патеката е има на веб страната на Скопски маратон, но вака ќе појаснам, старт цел е пред собранието на Република Македонија, се трча во правец Хром, по права линија, се враќаат назад, покрај собрание 11 октомври, 3-та македонска бригада, кај Американ коледж, излегуваат по Васко Карангелевски во аеродром до Јане Сандански. Јане Сандански се врти еден круг до Новолисиче и Тобако 2. Значи, на тој дел, на тој потек ги поканувам сите оние кои што не трчаат, кои што не можат да трчаат, ама сакаат да дадат придонес. Еден аплауз, едно браво, може на некој надпреваруваш да му даде таков мотив затоа што се истоштени. И едно браво му значи него сила повеќе. Така да, сите овие странци што доаѓаат, верувајте, не им е еднаш и никогаш повеќе. Тој е бенефит за градот, тој е бенефит за нас. Ние сме многу гостопримлив народ, ние сме многу весел народ. И ние, како организатори, сакаме да ги поканеме скопјани да си ја покажат душата, ама онаа што им е искрена душа, навивачка, весела, радосна, да извадат звучничиња,
има дома некаков музички инструмент или нека го направат. Сме имали ситуации кога со тенџериња жени искачаат Добро и на тераса, не мора па, да... апсолутно, значи да бидеме креативни. Секако најдобриот транспарент ќе има награда. Па ги охрабрувам тука да се погрижат да направат оригинален транспарент кој што ќе биде награден, а тоа ќе им биде едно искуство на учесниците кои што ќе го памтат ова издание. Го смислив транспарентот, Ван, ти кога ќе трчаш? Трчај како да трчаш за на емисија. Да, може. Нели? Може. Така трчаме вообичаено до студија. Да, така сакам да завршиме, Ана, графички дизајнер те интересира креативата, затоа сакам и со тебе за крај овие транспаренти малку да ги прокоментираме, даваат еден убав дух исто така на маратонот и многу стануваат вирални регионално, не само кај нас. Затоа твитерџиите се грижат исто така добро. Транспарентите даваат посебна душа на скопскиот маратон? Да, и тоа многу. Јас во неколку наврати, мислам 2 или 3 до сега сум била и во жири при изборот, нели кога имало наградување на транспарент. Има навистина креативни интересни решенија. А како изгледа тоа бирање? Колку подолго се смеете на еден транспарент? Како функционира тоа жири? Па така некако гласам. Одлично, навистина има одлични транспаренти, многу креативни, со многу интересни идеи, многу поттикнувачки за тркачите, а она што го кажа и Гордана, еве јас како нели учесник на маратонот можам да потврдам дека навистина публиката дава огромен придонес за тркачите, мислам едноставно ти дава енергија за да продолжиш да стигнеш до целта. Низ години ве ги гледавме најубавите локации на Скопје на вашите сувенири. Ќе биде ли Визер маратонот дел од некој сувенир во иднина? Па и до сега конкретно баш Визер не бил, но беше капијата, беше дури на мојата прва колекција ја имаше капијата, бидејќи мене ми беше инспирација, финиш, да, символичниот финиш и таму има под капијата како нели влегуваат тркачи, бидејќи кога ги првиот проект, мислам кога почна проектот првата колекција кога ја направив, тогаш всушност го истрчав и мојот прв полумаратон, така да тоа ми беше инспирацијата и веќе го има, да речеме, на некој начин. Ако смеам да се надоврзам на кратко, тоа што Ана го прикаже нас многу ни се допадна и сакавме да биде и наш белег на Скопски маратон, затоа што баш влезе во нитката. И се вклопивме да не биде само трчањето во преден план, туку да се спои и туризмот, да се видат сите што ќе дојдат да ги видат и останатите атракции, и убедена сум дека сите странци што ќе дојдат, а се преку 3000 странци оваа година, ќе останат подолго, ќе дојдат повторно со пријатели. Да, и веќе доаѓаат сигурно затоа што е почна неделава, некој може би порано. Се сеќавате на некој најдобар транспарент до сега, вака што ви измамува уште насмевка? Бидејќи се многу, затоа прашувам дали ви се сетиле се. Еден ми е врв во аеродром, во паркче, мислам во тревна површина, масичка ставена со столчиња, салата, мезе. Мислам дека знам тоа карши имаше транспарент, вие трчајте, а ние до година. И си мезат. И беа, значи тоа е најоригиналниот транспарент што мене ми оставил впечаток. Ево вака во емисијава сега ќе им дадеме едно признание по повод јубилеот 20 години. Аз се надеваме дека годинава некој ќе го надмине тоа. Јас се надевам. Имаме креативци и од повеќе. Јас се надевам ќе ги видиме и на скопските улици нив дополнително, а ние по завршувањето на Скопскиот маратон повторно се гледаме тука да сумираме впечатоци, може? Може, со задоволство. Договорено. Благодарам. Ни требаат повеќе патеки за трчање. Тоа споменавме со нашите соговорнички. Дополнително за добар психофизички развој потребни ни се и вело патеки. На оваа тема ќе се инвестира во Струмица. Ване, колкава ќе биде должината на велопатеките и доволна ли е за сите велосипедисти?